И овие мошти кои што денес ги имаме тука ни го сведочат тоа, односно го сведочат дарот и ветеното она од Бога, дека ете Бог се воплотува во Богочовек за нас да не направи да бидеме богови по благодат. Едно од многуте чуда кои ги има направено, тесно поврзани што она ние го правиме денес е чудото со Василопитата. Се случува кога царот Јулијан Отстапникот тргнал во поход против страните војски кои што го напаѓале царството. Поминал преку Кесарија, Кападокија, а Свети Василий кога дознал дека треба да дојде царот, го пречекал со леп и сол, онака како што било редот кога се пречекувало гости. А тоа царот помислил дека се пошегувал со него и му возвратил со трева. Тогаш Свети Василий му кажал: честити царе, ние од она што го јадеме, тоа и ти го принесуваме. Посе изгледа ти од тоа што го јадеш ни даваш и нам. На тоа царот се разгневил многу и му кажал дека кога ќе се вратам, ќе го уништам градот. Свети Василий знаејќи го каков е царот, ги повикал сите верници кои што ги имал во парохијата, ги замолил кој колку можел да даде од своите парички што ги имале златници, за да можат да соберат што повеќе за да го ублажат царот кога ќе се врати. Но пропратно на тоа и почнале да се молат силно. И така да во текот на светата литургија имал видение како Свети Меркурий со копјето испаѓа од фреската над зидот и подоа се враќа со копјето натопено во крв. Тогаш дознал дека царот е убиен. Подоцна доаѓа веста дека царот бил убиен во војната која што била. Потешкиот дел останал после кога сите тие парички што ги собрале требале да ги вратат. И тогаш Свети Василий силно се помолува на Бога, наредува да се замесат лепчиња и во секој едно лепче ги оставиле паричките што ги имале и по Божја промисла, која ги благословил, по Божја промисла секоја една паричка од семејството каде што доаѓала така била и вратена. Во чест на тоа чудо, ние денеска го правиме тоа и Василопитата која што се прави е правиот начин на ставање на паричка во лепче, а не оној на бадник како што знаат некои помеѓу нас тоа да го прават. Јас ќе се повторам уште еднаш дека правилниот начин за ставање на паричка во лепче и во чест и слава на Свети Василий на чудото кој што го има направено, а преку тоа и го добиваме и благословот од Бога преку молитвите на Свети Василий Велики.